Здраво на сите! Денеска ја снимаме нашата прва аудио епизода и можеби ова и не е некоја најомилена тема за сите нас, меѓутоа и тоа како е многу корисна и информациите што ќе ги добиете тука можеби и на некој начин ќе ви помогнат за да разберете што се случува во вакви случаеви. Денешната тема е врсничкото насилство и бевме поттикнати да разговараме со Ели за тоа што се случува во главата на насилникот, од каде доаѓа ова насилство, кој е виновен и слични теми кои што сите не засегаат и не загрижуваат, а можеби не сите и претпоставуваме што може да биде одговорот на истите овие прашања. И може да започнеме. Ели? Здраво и од мене, да. Мартина, како што кажа, ова прва епизода започнуваме со една тема која што не е баш така пријатна, нели, за разговор, ама мислам дека треба да и се даде значење, затоа што се почесто сме сведоци на некои вакви ситуации каде што за жал децата се дефинирани, односно се представени како насилници, односно децата се насилници. Па сега во теков на разговоров што ќе го имаме, пред се би сакала да кажам дека ова е наше мислење, како системски семејни советници сметаме дека сме доволно компетентни да одговориме на некои од овие прашања, кои што ги имаме и да дадеме некое свое видување. Би тргнала лично од себе, од она што би јас сметам, дека за мене секој случај на насилство е индивидуален и не можам да ги генерализираме сите работи, односно сите примери или сите настани на врсничко насилство дека се исти или имаат иста причина Да. од каде што се развиле. Ако го гледаме последниот настан, немаме никакви ни упатства, ниту имаме информации што се случувало во тоа семејство, како било негувано, како било третирано детето. Меѓутоа можеме генерално да кажеме кои би можеле да бидат причините зошто се поактуелно станува врсничкото насилство. Да, кога збориме за последниот случај, збориме за ова што сите не потресе со девојчето што беше малтретирано. Во аеродром беше така? Да, Да. во аеродром каде што имавме мислам, тука беа повеќе работи вклучени, повеќе работи се за дискусија, каде што имаме дете кое што малтретира, имаме дете кое што молчи и трпи насилство, имаме деца кои што снимаат, имаме деца кои што бодрат од страна да биде колку што е тоа можно побрутално, и за сите тие можеме да дадеме свое видување. Но пак да се вратиме, да кога би се вратиле на темата, многу ми е важно дека ние можеме вината да префрламе на повеќе. Значи тука се и семејството, тука се институциите, тука се системот, тука се врсниците, значи цел еден склоп на причинители имаме кои што го поттикнуваат или развиваат насилството, но едно ми е важно дека од некаде мора да почне. Да, тоа е еден ланец кој што едноставно, доколку еден дел од синџирот е, како да кажам, искршен, значи тоа нема да биде целосно. Мора се да функционира добро, за да се заштити секој можен човек од ваков тип на насилство. Без разлика на се, убаво што го спомна тоа, значи ние може сега да коментираме наше некое видување за тоа што може да биде причината, меѓутоа тоа не значи дека е вистинската причина, заради тоа што секое семејство си живее во свој одреден контекст. Значи за луѓето што не се стручни на овие теми, можеме да кажеме дека може да има премногу причини за да дојде до ваков еден момент да едно дете биде насилник, од друга страна да и едно дете биде жртва. Значи не зборуваме дека се потфрлило можеби и во однесувањето на родителите кај детето жртва, нели? Така. Значи тоа дете мора од некаде и да има научено да биде во позиција на жртва. Пак сакам да кажам дека ние иако поривот за снимање на оваа емисија ни беше целиот тој настан што се случи, ние не зборуваме за тој настан. Значи, ние сега општо коментираме што може да биде причина едно дете да биде жртва, што може да биде една причина да биде, мислам, што може да биде причината едно дете да биде насилник и слично каде лежи проблемот. Како што спомна ти, проблемот лежи секаде. Значи, тоа е најинтересното што секаде лежи. Лежи во родителите, според мене на кец. Значи, веднаш
заради тоа што родителите се првите модели за идентификација на децата. Децата се раѓаат во семејствата, родителите се првите личности со кои што тие остваруваат еден контакт, една врска, што колку таа врска и таа поврзаност, што е многу важна, не биде воспоставена како што треба, тоа се одразува понатаму во животот секако. Апсолутно, тука морам целосно да поддржам и да само да надополнам дека токму таа поврзаност, мислам дека недостасува во денешницава, односно некако имаме пореметени поврзувачки улоги или релации, децата се повеќе се врзуваат со врсниците, наместо да се врзуваат со родителите. Мгм. И сега кога имаме наместо, затоа што секое дете има потреба да биде водено. Така. Наместо меѓутоа на денешно време наместо тоа дете да го води родителот, на денешно време тоа дете го водат врсниците. А врсниците не може да бидат оние правилни водичи кои што ќе му дадат правилна и здрава насока на детето. И токму тоа мислам дека една од причините е токму таа поврзаност која што не се создава помеѓу родител и дете, туку се создава помеѓу дете, дете телефон, дете социјален медиум, значи многу погрешно поврзување имаме на таа емоционална поврзаност која што му е потребна на детето да се чувствува сигурно и прифатено. Особено ако ги земеме насилство, ако го земеме врсничкото насилство кое што се развива тука некаде во периодот од 5, 6, 7 одделение па нагоре, иако има и деца, па ќе кажам, значи не збориме за изолирани случаи, ние имаме случаи дете во градинка кој што покажува знаци дека може да биде дете насилник. Зборува дека чувството на припадност во овој период, во оваа фаза од животот кај децата е многу важно. Значи јас за да припаднам во тоа друштво, за да бидам прифатено кај другарите, јас се ќе направам за тоа. И дури родителите од една страна можам да ги гледам и како конкуренција своја. Значи тие не ми дозволуваат и секој приближување нивно до мене ми создава, затоа што ако детето е силно врзано за врсникот, колку е поголема, колку е посилна таа емоционална врзаност со врсниците, толку помало ќе биде влијанието на сите останати кои што сака да се приближат или да помогнат кон тоа дете. Уствари може да се каже тука дека во ваквите нездрави образци на однесување секогаш недостасува нешто многу силно. Апсолутно. Дали е тоа емоционална поврзаност, дали е емпатија, дали е поддршка од родителите, дали е модел на однесување од родителите кој што ќе биде соодветен на тоа како треба нели детето да се однесува, дали е чувство на припадност и многу други работи, значи тука кога се случува една ваква ситуација нешто сериозно недостасува кај детето, па тоа си го компензира на некој начин на друго место. Ако ги сакаме да ги групираме, според мене тоа би било, значи, недостасува нешто психолошко кај детето. Да, на тоа мислам. Нешто фали во неговото чувства, во неговото слика за себе. Така. Во неговиот психолошки систем нешто недостасува. Да. А сето тоа го манифестира преку однесување. И емоционален. Многу битно. Емоциите се на прво место. Значи Апсолутно. емоционално му фали нешто. Нешто се случува тука. Дали фали љубов? Некои родители може да кажат, па сега секој родител си го сака своето дете, апсолутно се согласувам, меѓутоа дали ние знаеме што значи љубов вистински, дали ние знаеме многу родители на пример знаат и да попуштаат, нели, да не поставуваат граници зашто многу го сакаат детето и не можат едноставно да издржат да ги поднесат и тие однесувањата на децата во знак на револт, ама они го сакаат детето и го пуштаат тоа. Токму тука се случува проблемот заради тоа што љубов према твоето дете е да знаеш ти како да го заштитиш со поставување на граници. Апсолутно. Безусловна љубов не значи дека правилно сме воспитале дете. Иако, ајде, ова би сакала да го истакнам дека најтешко за еден родител е да му кажеш дека не е добар родител. Мислам дека тука е една од најболните точки и се додека родителот смета дека е безпрекорен, имаме проблем. Види, апсолутно се согласувам, меѓутоа, јас мислам еве тука може да почнеме од моментот што првенствено ако треба нешто едно и единствено на прво место да одвоиме, од каде треба да се тргне за овие работи, за се работи на овие работи, а тоа е свесност.
Значи и отвореноста, родителот или било кој индивидуалец, значи сите сами за себе мора да бидеме свесни и мора да бидеме отворени за на некој начин тоа што ние го правиме. Ако ние сме родители, еве јас сум родител, нели? Значи, ако мене ми каже некој дека не сум добар родител, апсолутно не ми е пријатно. Меѓутоа, отпосле морам, може нема во моментот да изреагирам ни пријатно, ниту пак ќе се чувствувам убаво. Меѓутоа, отпосле јас морам едноставно, на некој начин тоа си го чувствувам како должност, јас да размислам критички дали тоа што ми било кажано стварно има нешто што е така, ме разбираш? Значи, дали на вистина нешто во мене е така како што ми било кажано и дали тоа на вистина на лош начин се одразува кај моето дете. Така, значи, прифаќањето, признавањето дека имаме проблем, ние пола работа сме ја решиле. Да. Се дека родителот не прифаќа дека има проблем, ние тука не можеме, мислам, вклучете 100 психолози, педагози, нема да помогне тука. Да. Се додека родителот не стане свесен дека рече да, нешто се случува со моето дете, има некаков проблем. Па дури, еве и да сметаме дека не е така како што кажа во твојот пример, кога некој стручно лице или некој од страна, можеби ќе ти каже дека нешто забележал кај твоето дете, остави простор да видиш дали е навистина така. Ајде малку да испитаме, да провериме, да истражуваме дали тоа така, дали се случило, дали можеби, не знам, тој некој да бил сосема поинаков впечаток или навистина нешто се случува. Па таа е таа отвореност, значи да си отворен за тие информации што ги примаш на тие теми, да ги расудиш. Така. Што е можно порационално, значи, а не веднаш да ги отфрлиш како невистини. Заради тоа што ние како родители и општо, секој за себе, значи, не можеме толку објективно да ги гледаме сите, нели, ситуации. И затоа и е убаво да се размисли и да ти, нели, легнат сите тие информации и критички да настапиш со тоа што стварно ќе расудиш, чекај, ќе размислиш. Ќе се Така. отвориш за да го размислиш тоа, па потоа доколку немаш аргументи додека или консултираш се со стручно лице на таа тема доколку не можеш сам да расудиш, да видиш дали има проблем, дали не. Сето ова го збориме во контекст на родителството и на тоа колку е важно родителот да биде свесен и да работи на себе, иако ова е клише и премногу се спомнува во последно време работа на себе, меѓутоа тоа е една чиста вистина заради тоа што баш се ли зборувавме прво нешто што може во овие случаеви на насилство да игра голема улога, тоа се трансгенерацијските образци или односно да ги појасниме, тоа се одредени несвесни однесувања кои што ние ги примаме од генерациите претходно и ги пренесуваме на нашите деца. Така. Можеби во таа возраст кога ние сме биле деца, тоа за нас изгледало сосема нормално и до повозрастни, ние сме сметале дека тоа е сосема во ред. Меѓутоа гледаме дека тој начин не функционира. Односно во денешно време ние не можеме да воспитуваме исто од пред 20 години и денеска. Значи многу е поразлично контекстот во кој што живееме, општеството во кое што се развива, се е поинако. И ние не можеме тоа да го прифатиме дека е така. А при тоа да не заборавиме колку ние како личности, не зборам како родители, не зборам како професионалци, зборам како личности, колку ние ги имаме излечено собствените трауми. Колку ние ги имаме излечено собствените рани. Родител кој што не признава дека има проблем со своето дете, тука најчесто гледаме позадина на некоја си его состојба на родител. Да, или на пример нема свесност дека воопшто, значи, неговото дете или кој си виновно. ти да ми кажеш на мене. Па од тука доаѓа баш тој момент што често знаеме да го искоментираме и со наставници, баш нели дзирнавме едно видео каде што се нагласува тоа дека ќе видиш ти која е мајка ми, која е татко ми, нели, на наставник да му се возврати така, тоа дете некаде го има тоа научено, нели? Тоа е од негде потикнато, токму со ова се поврзува дека родителите ги бустаат таквите на некој начин однесувања кај детето, а тоа е заради тоа што многу пропусти има во однесувањето и на родителите, и на децата и во воспитувањето и тоа може сериозни последици да предизвика. Токму на ова сега би сакала да дадам еден попластичен пример.
родител, тоест, кој што е израснал во семејство во кое што не му била дадена можеби љубовта која што му била потребна во тој период. Му биле забранувани многу работи, или родителите не биле во можност да ги задоволат неговите тогашни потреби. Кога станал родител, иде од гледиште, сега јас ќе му дадам се на моето дете. И ете ти тука прва грешка. Немање граници. Тука е првата грешка кај што ние ја правиме. Немаш граница ти не поставаш во ред да дадеш. Значи ти тргнуваш од сопственото искуство за нешто што мене ми фалело, меѓутоа сега се оди во другата крајност. Да. Мене ми фалеше многу, јас тебе ќе ти го дадам премногу. Да. И тоа премногу не значи дека е квалитетно и добро. Да, ајде се ова немање граници да го поврземе со насилството. Немањето граници така има големо влијание за тоа да се разбуди таа чувство за понижување, за подценување на другиот, за потреба од доминација, од моќ. Кога едно дете дома може се да прави, во секој друг систем ќе прави што сака тоа дете. Да. Значи, дома моите не ми се авторитет, нема да ми биде авторитет наставникот, уште помалку продавачката во маркетот, уште помалку, значи нема детето да воспостави, нема никогаш да доживее авторитет ако дома нема авторитет. А да не збориме особено кога родителот дополнително пред детето го руши авторитетот на, ќе го земеме наставникот како пластичен пример. Замислете, доаѓаат, не знам, деца каде што родителот му вика наставникот, вие нема што да му забранувате на моето дете, јас ако сметам дека треба му дадам, не знам, ваков телефон да носи, тоа е моја одговорност, мое дете. Значи тука детето не само што има позиција над наставникот, туку има и позиција на родителот. Да. Значи, уствари, тука премногу моќ му се дава на детето што не е својствена за дете да ја има, дури ни за возрастен таква моќ не е својствено да ја има, со таков некој контекст у смисла на сила. Значи, не сме свесни дека како сериозно оружје му даваме на детето, кога му дадеме апсолутна моќ. Да. Значи, тоа е сериозно оружје кое што е најчесто негативно. Кај возрастниот можеби постои можност тоа да се исконтролира до некаде. До каде ќе одам, како ќе одам. Кај детето не постои контролата, поготово не во оваа возраст, бре. Тука руши систем, ги руши сите можни граници. И уште кога му даете моќ дека ти тоа окей што го правиш, ти е дозволено да го правиш. Да. Руши се пред себе. Руши се пред себе и тогаш големи се шансите детето да покаже апсолутна доминација и моќ не само спрема возрастен, спрема дете и како тоа ќе го направи. Како што ги имавме баш во овие случаи кои што за жал сме сведоци кои што се случија поврзани со врсничкото насилство. Да, спомнавме проблем со граници, спомнавме трансгенерацијски образци на однесување, спомнавме родителот како пример. Ја тука исто така би додала дека многу често и родителите не се свесни дека во секојдневната комуникација со најобичните реченици што се обраќаат дома, сето тоа детето од најмала возраст, кога мислам од најмала возраст, мислам од возраст 0. Значи, буквално од 9 месец мислам. Заради тоа што ако не разбира детето на таа возраст, чувствува енергија, чувствува една атмосфера дома, значи начинот на однесување го чувствува дома. И потоа како расте и како почнува да ги разбира работите, го прима тој начин на однесување како нешто што е нормално. Значи се нормализира насилството, зборам кога постои насилство дома. Значи тоа како пример можам да го дадам дека родителите се првите, нели како што кажавме, модели на идентификација и дека едноставно ако ние како родители, што рековме, не сме свесни какви пораки праќаме секојдневно со нашето однесување на нашите деца и со нашите постапки, и значи тогаш имаме проблем. Несвесноста е многу голем проблем. Така, децата најчесто го впримаат она што го гледат, односно повеќе го прифаќаат нашето однесување отколку она што ние ќе им го кажеме. Да, точно. Значи може ќе слушне, ние ќе му оставиме, ама тоа не е во ред да го направиш, меѓутоа кога јас тоа го правам, на детето природно ќе му биде да го прифати тоа што јас го правам. Чист пример, еве, извини што те прекинав. Немој да пушиш цигари, не е убаво, и таткото и мајката со цигарите во уста. Апсолутно. Пример. Апсолутно.
Немој нели да се закачаш со другите, не знам, мајката и таткото зборат на телефон, еј што би направила на оваа, значи да ми се појави пред очи. Да. Тоа се тие работи кои што детето Ситници, а крупни. Да. Не мислиме можеби дека и утре можеби кога ќе дојде родител ќе рече, ама јас не го воспитувам така детето, во ред, сигурно вие не му кажувате оди и степај го тоа дете или понижи го, ама доволно е со тоа што ве гледа вас, вие како се однесувате спрема другите, спрема себе, они тоа го копираат. Да, јас сум многу често во нашава генерација, па и добро за повозрасни веќе и да не збориме, го гледам се уште како нормално одредено однесување со викање, со дерење, со урлање, со А што е основата на викањето, дерењето? Што сака да постигне родителот? Моќ, авторитет. Да. А не постигнува така. А како се постигнува? Се постигнува со држање на став и доколку на детето ти му кажеш ова не треба да го направиш и нема попустливост. Точно. Значи тука се поврзува со границите. Што значи поставување на граници? Дури ние со Ели знаеме да искоментираме многу често како една алатка или не знам тактика како да ја наречеме. Најдобар начин за тоа да се воспостави една добра атмосфера во семејството и доверба и предвидливост е убаво да се седне заедно со децата на маса, да се предвидат правилата на однесување и последиците. Заедно да се договорат. Така. Значи, кои се правилата во куќата, кои се правилата на однесување и како истото да биде какви да бидат последиците од тоа. Така, и тоа да се заеднички да се почитува. Не само од страна на децата, туку и од страна на родителите. Меѓутоа, нели да сега ова темата со авторитет и со поставување граници може би тема која што баш си бара посебна Да, и може да епизода. снимеме за тоа посебно. Сега Да. може ги нафрливме работите, ама чисто онака да имаат слушателите една поширока палета на тоа колку многу работи, што ова не е ни буквално 1% од тоа што може да биде причината, чисто колку многу работи што може и не им паднале на памет, Така. се причина за ваквото однесување. Ајде да се навратиме на тоа што е всушност врсничко насилство. Па кога зборуваме за врсничко насилство, зборуваме за едно смислено, целно повторувачко однесување на индивидуа или група кон одредено дете, поединец или група. Значи ние не зборуваме кога велиме нели се пошегува со него, еднаш го навредило тоа дете, иако повторно мислам сакам да потенцирам дека ниту едното ниту другото однесување го е дозволиво, ниту прифатливо, ниту го поддржуваме. Меѓутоа чисто ако сакаме да направиме мала граница или дефиниција за тоа што представува врсничкото насилство, тогаш мислиме на едно континуирано однесување, едно континуирано омаловажување. Да, и тоа од извини што те прекинав, со отсуство на емпатија. Разликата помеѓу дете насилник и дете што ќе сгреши без да има намера да го навреди другарчето, Така. е тоа што насилникот, како што кажа, има повторено едно однесување без чувство на љубов, емпатија и слично, а додека дете што ќе сгреши може и да навреди, нели, може да се Така. случи, нели, некаква физичка пресметка што не е во ред и тоа е насилство. Меѓутоа, тоа дете има покаяние после тоа, има емпатија, не го повторува тоа, свесно е за последиците, свесно е за тоа што го предизвикал на некој начин кај другото другарче. Да, на денешно време самите шеги кои што они ги кажуваат помеѓу нив се навредувачки, меѓутоа они тоа го сваќаат како дел од нивниот сленг, дел од нивниот јазик, дел од нивниот говор, комуникација на таа. Што не е за таа возраст. оправдување. Повторно ќе кажам, не е во никој случај за оправдување, меѓутоа не можеме да збориме дека врши насилство. Дете кој што има потенцијал да биде насилник, ќе се види во секоја форма ќе го видите. И во шегата ќе го видите како се однесува, ќе го видите и во односот со другите, како се однесува со возрастните, како се однесува. Значи тоа ќе го има секаде. Меѓутоа кога
имаме насочена целно на насилничко однесување, тогаш веќе станува збор за сериозно трпење насилство или овозможување насилство на друго лице. Да. За жал, секој насилство започнува со вербално. Започнува, може да најчесто започнува вербално, преку навреди, преку понижување, преку потценување. Исмејување. Да, и после тоа нели преминува во физичко. А може и директно физичко да биде без да има вербално, значи има физичко, има сајбер исто така, да не го Така. заборавиме што е доста актуелно. И Ама сето тоа најчесто на физичкото насилство претходело нешто. Знаеш, не отидовме ние нели на улица се спотепаме онака. Имало провокација. Имало нешто претходно предстоело, се случувало за да може да дојде да ескалира, да кажеме, на овој начин. Да. А најчесто децата тоа не го гледаат дека вршат насилство, туку дека му покажуваат на кидарот кај му е местото му. Па тоа е многу интересно што се случува во главата на насилникот, значи тие деца дома учат дека силата победува, најчесто. Многу е можно тие деца, значи имаме баш тоа го коментиравме во вакви ситуации каде што има насилници, имаш една крајност. Значи нема граница, или една крајност или друга крајност се случува. Или на пример можеме во домот да претпоставиме дека има насилство, па детето го рефлектира и дома и надвор, или пак дома е до толку потиснато што нема право на ни избор ни ништо, а се случува насилство, па гледа механизам каде да го исканализира надвор, каде што тоа ќе се почувствува моќно слушнато и слично. Значи има различни ситуации, тоа може да се случува во главата на насилникот. Секако се идентификува со родителот што е насилник или може и со родителот што е жртва, па да се повлекува во ситуации на насилство. Гледаат често агресија, имаат еден нездрав начин на комуникација, сведоци се на тоа. Едноставно, на нив им е нормално се што не е нормално во однос на комуникација, на функционирање на една семејна атмосфера и слично. Ама апсолутно, ако дома родителите несогласувањата ги решаваат преку викање, дерење, тепање. Тоа е пример детето како утре да реши несогласување со врсник. Да, не знае на друг начин. Не знае. Да реши конфликт. Тоа апсолутно, затоа што тоа е природно нормално дома што го гледа. Нема механизми, не располага со ништо освен со тоа. Така. Да. Не видело поинаков начин како тоа може да се реши. Туку исклучиво на овој начин. Да, и тука мислам апсолутно имаме отсуство на емпатија, не се грижиме за тоа како се чувствуваат другите, важно ни е нашето чувство. Така. Мислам Мартинова многу го долови баш како изгледа, нели, или што се случува во главата на едно дете кое што е насилник. А ако отидеме во другата крајност, како изгледа па едно дете жртва да биде? Што се случува со детето жртва? Па тоа е интересно заради тоа што тука може да ги вклучиме повеќе аспекти. Првиот аспект е системот во кој што живееме и општеството, начинот на кој што функционираат законите. Јас би го кажала тука во тој контекст што многу често гледавме ситуации каде што жртвите ни малку не се заштитени. Значи треба да се случи проблем за да се изреагира, нема превенција. Како јас како жртва дете или возрасен да реагирам и како да се чувствувам заштитено, едноставно премногу прашање има што не ни се јасни, како ние да се заштитиме, што треба да направиме за ние да се заштитиме. Ајде да гледаме од позиција на дете, доколку имаме немоќни родители дома. Доколку немаме родители немоќни во смисла на тоа, знаеме како функционираат дел од работите, нели? Поврзани родители. Кога збориме моќни, зборуваме на социјална моќ, какви врски, значи збораме за така, врски. за кој немам углед, врски да успеам да прикријам нешто. Да. Или да успеам да ја извадам ситуацијата, ме сеќаш. Или родители кои што ете така се повлекуваат дома. Значи не знаат ни тие немаат механизми за справување со некој што е ете така доминантен од нив, може доминантен, не знам точниот збор кој е.
Така или па може да имаме и луѓе кои што имаат се високо развиена свест и емпатичност. Па нели јас го разбирам, па нема да вратам, а со тоа несвесно да се ставиме во улога на жртва. Да. И многу често жртвата чувствува срам, страф, беспомошност. Значи не М, знае како да се заштити, како што спомнавме, вина. Јас сум крив, јас сум слаб, јас не можам да се изборам со ова. И многу, нешто што ми е многу интересно е тоа што жртвите, барем од неколку случаеви што јас ги имам забележано, не ги комуницираат проблемите со семејството. да, тоа е многу интересно. Што мислиш, што е тука проблемот? Мислам дека немаат остварено здрава комуникација, М, отворена комуникација, Комуникација, па и би рекла и доверба. доврба, Разбирање, дали ќе бидам разбран разбирање, точно. што ќе ми Да, да, да. што ми се случува на мене. Да, А, ама ако гледам од позиција на родител, еве без да ни кажа детето што ни се случува, имаме нели некои знаци кои што ни укажуваат дека нешто се случува со нашето дете. да. Баш имаше спомнато за ситуацијава дека дете во повраќало кажувало Е, дека мојот стомакот, значи во најмала рака како родител треба да го однесете на доктор. Нели? Не знаеме тука дали го однеле или не. Ама да се види нешто, да се испита, да се следи, нели, активно да се следи дома. Најчесто сите деца симптомите ги покажуваат кога имаат слободен период, у смисла на слободна игра, м, непосредно, значи не кога имаат одредена обврска кога за време на часови, туку на паузите меѓу часови, на голем одмор или во некоја активност каде што треба слободно да искомуницираат, значи дома исто така кога е во соба да се следи, еве ќе го спомнам рибникар, значи страшно, нешто одвратно. Ти мапи детето да ти црта дома такви. Мислам, не дај Боже, ама стварно до тој степен да не можеш да ги забележиш тие работи и во однесувањето, дури и сестричката мислам дека имаше и некои моменти коментирано дека ги има искомуницирано со продавачите во близина на училиште за брати, значи дете да забележи нешто м. невообичаено, а родител да не забележи, стварно не е во ред. Да, баш што кажа Рибникар, цело сценарио има направено. Мислам Хичкок да го викне, не немаше да го И изрежисира. исто така мислам дека беше тука имаше коментари од неговата дадилка дека нешто не е во ред со детето, нели? Немам информација, не мислам не сум Од тоа што го имам запрочитал читала така. не е ни битно. Сакам да кажам дека најважно е ние да си го следиме детето. Основно прашање треба да биде како се чувствуваш. Така. Значи како си? Да, покрај ова што го кажа, детево конкретно во овој случај повраќало, односно имало болки во стомакот, не сакало да оди во училиште, исто ви е знак зошто баш не сака да оди во училиште. Значи Мгм. детето ви дава знаци кои што ви кажуваат дека треба да седнете и да разговарате или ако ништо друго да го следите, да видите дека нешто се случува. Ако претходното однесување не било типично за ова дете, одма ви е алармантен знак дека нешто се случува, дали во училиштето, дали надвор кога ќе излегува. Најчесто во училиште, нели? И најчесто дома со овие знаци што ги Така. кажуваш. Училиштето ние знаеме често кога ќе ни дојде некој клиент да коментираме дека кога ќе кажат родителите дека потфрлил со училиштето, веднаш ни дава аларм дека нешто се случува, заради тоа што училиштето е првиот знак во таа возраст на детето Така. каде што има единствена обврска на некој начин, посериозна да биде нели во училиште и доследен и се, тука потфрла. Значи тука може да има огромен знак дека нешто се случува. Најважно е да го испитаме тоа, доколку ние не знаеме и не сме способни да го испитаме тоа или нашето дете не сака да се отвори со нас, убаво е да се отиде кај стручно лице. Стручното лице си има своји некои начини како да допре до детето и како да ги осети тие работи, да едноставно да истражи што се случува, позади тоа на крајот на денот можеби и кај стручното лице детето многу поубаво ќе се искаже отколку дома. Да, апсолутно, затоа што и ние како возрастни ја одиме на психолог или психотерапевт, баш заради тоа што прво ни е непознат. Многу Да, полесно нас не е да се отвориме кон непознати, отколку дома. Или повторно доаѓаме на она, дали дома ќе ме разберат што ми зборувам, дали ќе ми се налута, дали ќе ми
ќе ми викаат за тоа што го направив, дали ќе сватат сериозноста на тоа што мене ми Дали се ќе ме осудат? дали ќе апсолутно, точно. Како ќе се однесуваат после М. информацијата, а тука кај психолог, кај психотерапевт и системски семеен советник, нема таква некоја поврзаност од после. Значи едноставно детето треба да биде разбрано и возрастниот и на некој начин тоа да го олеснува целиот процес заради тоа што може да се опушти и да си каже се што има да си каже. Апсолутно и треба да ги охрабруваме, меѓутоа најважно е она што го рековме. Родителот да биде свесен дека се случува нешто со детето. Да, и Да да не го акција. Така е. Да не го тоа припишува цело време на хормони, нели него природно му е да биде нервозно бунтовно во тој период. Пубертет. Пубертетот му е таков. Го мрзи. Да го мрзи, се сега лигави. сите се такви, па виде да нешнава младина, па нормално он што гледа на телевизија, на Глупости. лаптоп или на телефон, тоа му е. Да. Значи, ајде да не припишуваме на тоа, дај да видиме на вистина, мислам, да не бидеме стручњаци, сите ние, Да, нели, да. дека знаеме веднаш што му е. Дај малку подлабоко да влеземе во работите. Да. Значи, тоа што го гледаме е само оно што го манифестира детето, односно последицата, причината е многу Мора да се подлабоко. истражи. Апсолутно. Имав едно нешто прочитано многу добро, а тоа е кога ве боли зап, вие пиете апче, причината заради која што ве боли забот не е излечено, само болката поминува Така. привремено. Значи вие одите на забар за да ја најдете причината и да ја средите. Истото се случува и со психологијата на децата, на возрастните. Значи мора да се најде причината за тоа на некој начин трајно да се реши. Апсолутно. Затоа што ако ние само се фокусираме на последиците, ние малтене само сме поднашминкале нешто, односно Да, или ајде бе сме ништо не ти, зацкриле. ајде бе уживај, ајде бе ништо не ти Да. е, или не знам. Или она Што познато ти е па сега? ау какви ги има, па злато е мојаво дете. Да. Мислам, Да, покрај тоа можеме и да дадеме некои насоки како да се препознае дете што малтретира дома, значи ужива да контролира други, нема чувство на вина, на емпатија, лесно се лути, често знае да лаже, ги обвинува другите, ги омаловажува врсниците, покажува суровост кон животни или помали деца, значи уф, кон тоа- некој што има моќ, м. или поповлечени деца, исто така не мора помало, поповлечено да е. И тоа е, следете што прави во текот на денот, што гледа на интернет, на телефон. Да, тука Што игра? контрола најмалку имаат родителите, мислам, уште на мала возраст им се дава на децата нели телефонот и да гледаат што сакаат, а не тек да зборуваме на повозрастни деца кај што малку родителите и така немаат контрола за содржините кои што ги гледаат. А и тоа како се важни. Па ќе го спомнам Рибникар, цело време гледал содржини со пукање и така натаму. Рибникар е многу интересен што покрај моментот како да го изведе целото тоа действие, он размислува за последиците. Ако го направам тоа до 14 години, че он ги читал законите. Ако го направам тоа до 14 години, мене никој ништо не ми може. И тоа на вистина... Јас тоа милувам да го кажам, висока интелигенција што погрешно е употребена. Да, интелигенцијата, поготово така висока интелигенција се граничи со лудост. Да. Меѓутоа, тука мислам дека и малку станува збор за целосно преметување на личности при Да. детето, за жал. И е ова многу посериозно отколку да го етикетираме само како Да, веќе таму имаме друг интелигентно случај, дете. нема врска. Значи, доколку дома забележите нешто дека се случува со вашето дете, дали било знаци на жртва или на насилник, сметам дека е убаво да искомуницирате со наставникот. Тие 2-3 дена да го следи детето по активно, меѓутоа неприметно, за да се види детето како се однесува со врсници во непосредна комуникација на голем одмор или слично. Едноставно сметам дека таа комуникација родител-наставник е премногу јака кога ќе се одржува и кога ќе биде квалитетна, кога имаме добар фидбек и така може да се заштити детето и други деца и слично. Само Мартина, пред ова јас би додала прво седнете и разговарајте со вашето дете. Да. Без осуда, туку со разбирање. И ве молам, немојте да значи, мислам дека
за мене неприфатливо кога кажете јас сум пријател со моето дете. Не, вие не можете да бидете пријател со вашето дете, вие сте родител на тоа дете. Меѓутоа можете да пристапите пријателски начин. Што значи пријателски начин? Со разбирање и поддржување. Да. Значи, седнете прво разговарајте. Видете што ти се случува, зошто си понервозен во овој период, зошто баш сега те боли стомак, како ти е во училиште, како ти е со врсниците, дали имаш некаков проблем. Кога ќе почне детето да ви кажува, ако ќе види дека има поддржувачка средина, односно дека е разбрано што му зборувате, многу полесно ќе се отвори. Точно. А секако ова потоа треба да продолжи да видиме и со наставникот како моето дете се однесува и во школата. Да, значи на прво место разговор со детето. Точно. Ако тргнуваме од она што го рековме, за нас сметаме дека со Мартинова кога го ја разговаравме оваа тема, дека ако треба да се тргне од некаде, тоа треба да биде да се тргне од дома. Значи од дома првин да се променат некои работи, да се размисли, да некои модели на однесување на воспитување да се променат, па потоа да ги бараме, да ги вклучиме сите останати чинители кои што можат да помогнат да се намали насилството, затоа што Насилство или било каков симптом. апсолутно, Да. затоа што ние тука нели ќе лекуваме, можеме дома да работиме на се, а ако во школото е нели дозволено, нема последица, не е прифатено и слично, тоа ќе се продолжи да се одвива таму каде што е дозволено. Точно. Ако дома не ми е, тука ми е дозволено, јас тоа ќе го правам. Мислам, не сакаме да дадеме осуда на конкретно на еден систем, дали е родителскиот, дали училишниот систем, дали општеството како систем или институциите. Значи ние сите имаме вина, сите имаме подеднаква должност да реагираме при вакви работи, а не да се правиме дека тоа не е наш проблем. Не да си ја префрламе топката. Значи кој потфрлил, сите потфрлила. Сите потфрлиле. Со главен фокус на родителите. Од тука да се тргне. Потоа, училиштето, каква е средината, дали се забележува, дали само се дава фокус на тоа што треба да се предаде или и се гледа ете тој другиот воспитниот момент, воспитната компонента. Значи јас познавам прекрасни наставници што е и тоа како ги следат своите деца. Значи развојно и воспитно и секако и разговараат со нив, така што убаво би било да има такви наставници, односно сите да бидат такви и педагог, психолог да бидат вклучени во целата таа процедура, да се реагира доколку се гледа нешто што не е во ред, да не си ја префрламе топката за тоа кој треба да реагира. Веднаш да се реагира и да се Да. свати веднаш сериозно, а не ај деца се ќе им помине, нели се срчкале, се скарале, ќе се смират утре, не. Веднаш да се реагира затоа што гледаме дека навистина зима знамав врсничкото наследство во денешно време. Да, точно. И уште ова ми е многу важно што сакам да го вака при крај на оваа епизода, малку да дадем осврт како жртвата да се реинтегрира или повторно да се ресоциализира во училиштето, во кругот на нивните врсници, затоа што ова дете кое што доживеало оваков тип на насилство и така ќе има последици, и така ќе биде процесот, тежок процес на опоравување, затоа што кога имаме физичка болка, таа ја лекуваме, третираме и забрзо поминува. Меѓутоа психичката болка, Особено со ваква виралност, значи од јавен карактер, каде што тоа дете веќе се знае и кој и како е и што е, за детето како дете може многу голем предизвик да е да се избори да се врати нормално да функционира во одредена средина, бидејќи кај тоа дете веројатно постои стравови да не се случи од друго дете, како ќе доживува другарчињата, дека е можеби слаба, вака така, нели? прво она е понижена. Значи она е максимално понижена на цел време ке извинете што зборувам во женски род, Жртвата. Жртвата, да. Цело време ќе има чувство на пониженост, на безвредност, кое што понатаму ќе прави дополнителни фрустрации, проблеми, не само во однос на врсници, во целокупното понатамошно нејзино действување. Да, и тука мислам дека е најнеопходно да се работи со стручно лице, заради тоа што тие трауми што се оставени, никако да пробаат да се излечат на стручен начин, заради тоа што нестручно лице нема такви
компетенции за да може да помогне без разлика дали е родител. Родителот е само тука еден дел од сложувалката и тоа многу битен. Сега да, ова, сега знаеш како, кога сите сме виновни, сега сите заедно треба да помогне, Действуваме, да. да. Родителот дома, училиштето во училиштето, надвор, нели со останатите врсници, со останатите, значи сите сега треба да делуваме, за да ја понудиме таа поддршка и заштита која што се уште му е потребна на детето жртва во поготово во периодот кој што ќе следува откако се ова ќе заврши, меѓутоа ова дете уште ќе биде ранливо и слабо и при прва можеби непријатна шега, непријатна не толку можеби страшно Нешто ќе истригерира. кај нејзе може да истригерира. Да. Значи училиштето треба да заштити во рамки на училиштето, да се обезбеди таа заштита која што е потребна на жртвата, дома да се даде апсолутната поддршка. Институциите да не ги заборавиме. Тие ми се вака јаготка на шлагот што особено сакам за нив да коментирам кај што Искоментирај нешто, ајде. па не знам дали да го ставиме и ова за посебно затоа што Види, имаат особено многу добри реакции во последно време од тоа што можеме да го забележиме, меѓутоа баш тоа го коментиравме дека ние немаме никаков увид што се случува од како ќе се случи настанот, нели, се притворуваат се тоа, што се случува понатаму? Кои се последиците? Како, мислам, едноставно ние за да можеме една здрава средина повторно да обезбедиме за жртвата, мора да имаме едно поврзано функционирање како што кажа. Работа со жртвата, насилникот на страна тоа плюс работа со него, со семејствата, значи континуирано следење од страна на релевантни институции, работа со оделението во кое што учи, нели, со децата, жртвата, да. децата како да пружат поддршка, работа со наставниците како да пружат поддршка, Апсолутно, работа психологот и педагогот да пружат поддршка, значи никако да сите тие заедно да действуваат, а не посебно. Да, апсолутно. Само на тој начин ќе имаме успех, кога сите заедно ќе ги засукаме ракавите и сериозно ќе го сватиме ова и сериозно ќе пристапиме на секоја можно однесување кое што ни дава некакви индикации дека може да развие вакво насилно однесување. Да. Значи не да оставаме да се случи, па да реагираме, туку дајте малку превенција, дајте малку пред да се случи некои работи да ги превземеме во своји раце, да не дозволиме работиве да не излезат од контекст, па сега ние да се чудиме што ни се случило. Абе, ова ни се случило нас долго време. Само што сега имаме достапност, тоа сега го гледаме, го слушаме, имаме увид како, мислам, лесно достапно ни е тоа да го видиме. Меѓутоа институциите, дај кажете што направивте со тие случаи, како ги решивте, кои се последиците што го осетија семејствата на детето насилник. Што направивте вие како институција да ги заштитите, да направите нешто. Да. Значи ние немаме никаков увид во тоа и тоа ни помага ние да го гледаме дека насилството и тоа како е дозволено. Односно, со ова им даваме порака на децата, деца, правите што сакате, ние нели ќе се деси нешто, ама не е страшно, ќе пројде тоа и со тоа им ставаме порака, дозволено ви е вакво однесување. Да, тоа најмалку не треба да биде така. Добро, јас мислам дека фативме многу важни работи и веќе траеме 50 минута. Добро, нема врска. За крај можам да кажам дека секој дете може да биде жртва, секој дете може да стане насилник ако некој него научи поинаку, но секој дете може да биде оној што ќе застане, ќе пријави и ќе каже ова не е во ред, сето тоа треба нели од дома да биде поттикнато и воспитано. Значи врсничкото насилство не почнува со првиот удар, почнува многу порано и затоа превенцијата почнува дома, почнува во училиштето и е одговорност на едно цело општество. Апсолутно, тука би сакала, мислам дека доволно разговаравме на оваа тема, иако уште има многу што да се зборува, меѓутоа сакавме само да дадеме еден краток осврт, едно наше размислување како ние гледаме на ова и доколку некој од семејствата смета дека имаат потреба
за да разговараат со стручно лице, може да не контактираат. Имаме Ќе оставиме имейл адреса одоздола и податоци. фала ви на сите. Се гледаме во следна